И слушај, сега кој ќе почнеме? Значи, не им објаснуе многу за песните, ваква, таква песна, не ти ги знаат овде. Не ти ги знаат, уопште не ти ги знаат, џабе ќе ги прави. Да? Желко царе, али онаа 9000 метра да ја свириш. Обавезно, хвала. Да, окей, фала. Извини. Добро, ова дека постар човек гради тоа и ја знае песната, нормално. Од негово време помладија не ти ги знаат песните, значи не друго ќе прави. Кажете. Жико, ке пееш уживо? Ова љубовник ти е хити што овде сите ти ја барате уште сега. Гледам пеат онде. Да, обавезно. Добро, ајде молам, окей. Добро е, добро. Слушај, добро, се можда некоја песна ја знаат, ама пази, емисија ја гледаат и помлади, и од средна школа, од факултет, тие не те ни знаат кои си. Знаеш, така да батали ти песна. Да? Еј, таа грлица е многу добра песна. Хвала, хвала. Супер. Гледате Еден на еден, сезона 7. Вечерашен гостин Желко Самарџич. Ајде. Саш цигар? Не може. Си знаеш зашо те донесовме тука. Ајде, кажи ни повеќе за него. Тој е многу стар. Значи има долга историја во ред. Мислиш дека можам да се сретнам со него некојаш? Не ти се меш. Ако мислиш дека треба, сретни се. А кога би било најдобро време за тоа? Па ако имаш проблеми со настинка, со спиење, ако ти треба некој да те смири, ете, тоа е тој што ти треба. Океј, во која друга прилика би ми препорачал да го побарам? Па можеш у било кое време. Најболje е да се видиш кој имаш проблеми со варење на храната. Добро, ова се многу вредни информации. Уште две работи сакам. Што ќе го препознам и како се вика? Знаеш по што ќе го препознаеш? Има многу добар мирис. Има многу добар вкус. Како се вика? Се вика чај од мајчина душица. Па што не кажеш, бе? Што не кажеш, бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се вира. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Сега ќе тестирам колку работи можеш да купиш на интернет за 30 секунди. Старт! Пица, кулен и нарачано. Книги, 1, 2, 3, сево кошничка, платено. Авионски билет, опа, попуст. Име, жаре, багаж, куфер и пол, платено. Хотел, 4 дена, соба со поглед, нормално, опа, букирано. Карта за концерт, може, готово. Сметки, вода, струја, кајте, телефон, платено. Јакна, да, DVD обавезно, ранес, блендер, саат, таблет, патики, апарат, топка за пилатес, јес! Бе, топка за пилатес купив? Се враќаме назад во студиото. Пред да дојде гостинот, имаме едно изненадување за сите вас во публика. Имено, негде таму под седиштата, проверете, би требало да има тројца од вас. Треба да пратиме во Синеплекс. Видете под седиштата негде?
Оп, ете си наоѓаш. Значи, тројца праќаме во Cineplex, а тројца од вас ќе си добијат Good Nature чајчиња и најубавата шолја на свет. Сезона 00711, ова спасе што ја бара. Одлично, сега е таман момент да почнеме со најважниот дел од емисијата, со гостинот. Подготвен си, пајаче? Што убаво. Значи, денеска на гости ни е вистинска балканска звезда, втор пат ми е наистина чест што е во 1 на 1. Нема да повторуваме муавети од првиот, се надевам. Море и ветувам дека нема да повторуваме. Еве го Желјко Самарџич. Давай, одличен. Убав преше. Не? Повели. Да не сакаш да пееш, одно? Не ми замераш што сам ишо тамо прво да поздравим. Не, ти окей. си шмекериште Добро, што па, те... то сам. Ја очекував нешто вака, Сте ми лепи ноќес. Јас сум среќен камерманите што не ми ги баци по пат, што Желјко Самарџич, повторно си во студивцево, малку сменивме локација, ама исто е. Ево го, тоа е тоа. Лепо. Да. Да, има ли нови гитара? Има нешто, да, нова му е гитарата од минатиот. Па тогаш беше црн, имаше леспал. Прошли пат е неки леспал мекан био, онако мало, црне боje. Ќе го пробаш и го видиш што пати, ќе видиме, ќе видиме. Желјко, како се чувствуваш пред концертов? Значи, да најавиме дека ќе повториме повеќе пати секако. 13 февруари е датумот кога во Борис Трајковски и Желјко Самарџич има концерт. Сите што сакате, нормално треба да си се информирате за билечиња. 60 години веќе наполни се пазиш, почнуваш. Треба си речи 65. Добро е кад слажеш мал да си стари, па да си кажу ја што добро изгледаш. Наполни 75, секоја чест мајсторе. Да ти кажам право, личиш на 59. Да. Добар си. Пази, добар си, се држиш. Све е добро, само ме година производње зеза, али јас се не дам. Одупирем се, видиш, где год се окренем на просторима бивше нам заедничке државе, ја заиста правим лепи велики концерти, ево. Едва чекам тај 13 февруар, кад ću заедно са мени драгим људима и одрадити едну, ај да ја назовемо љубавна адреса, тоа е најлепше, као наслов едне моја песма. Ама и се пазиш да ти кажам. Јас вчера кога бевме на вечера само зеленчук јадеш. Значи очигледно диети држиш Па некој. мора, мало сам претеро задње време. Можете мислити имao sam 107 килограма. Сад веќе имам 100, али надам се да ću Колку се сакаш колико да толку припремит. Па још едно 10 килограма ја ću бит задоволен. С обзиром на моје године, добро е. На Балканот си неприкосновен, тоа е сигурно. Кажи ми Арена, пошто знам дека е некоја импресивна бројка. Арена и Сава центар, колку пати ги Да, имаш на Сава полуда? центар до сада сам имao 38 концерта. 38 пати Така е. Сава центар. A Beogradske arene su bile 5 puta do sada. Ja se nadam, ako Bog da zdravlja, da će biti još 5. Сега Борис Трајковски втор пат. Tako je. Boris Trajkovski je drugi put. А универзална? Univerzalna je bila, zna mislim, koliko? nekih 6-7 puta, ali interesantno za Boris Trajkovski, to je u stvari bio moj prvi, ajde da kažem, veliki koncert u Skoplju 2010. godine. Tak. I ja sam se tada odlučio da sav prihod sa tog koncerta ode u humanitarni fond Toše Projeski. I to mi je baš bilo veliko zadovoljstvo. I zaista sam bio izuzetno ponosan na taj koncert. I sećam se da mi je sva moja familija i Kerka i žena, svi su bili. Poveo sam ih zajedno sa mnom da vide koliko me narod u Makedoniji voli. Да се пофалиш? Да. Да се пофалиш. Moram i ja malo. Кажи ми, Желко, знам, еве се уверуваме дека имаш многу фанови. Имаш ли некои фанови што онака лично да ги знаеш? Некој што толку многу ти доаѓа на концерти да лично знаеш и како се вика и како се презива? Ima jedan Šimić se preziva, Stanko mu je ime. Stanko? Stanko me okrene telefonom i kaže, Željko, u stvari zove me Prika. Prika, o, reko, kako je Stanko? On kaže, 81, to je broj koliko je puta na koncertima bio, kao 81.
81. Obećao sam mu kad bude 100 da jagnje okrenem. Aj. Ама слушај, добар е. Да не Добар, ги добар. броју ти Фин, 81 кога фин се е. тушираш, кога пееш, да не... Прика, тука сум. Jedan fin, častan A prika čovjek. kako? Što je prika? Pa to je kao prijatelju, prika. Tako se kaže u zapadnoj Hercegovini. dole kod druže. nas. Druže. I zaista mi je drag i kad ima ljubavne probleme, zove me telefonom. Dešavalo mi se recimo, jel ti teško da samo za jednu moju djevojku da otpjevaš jednu pjesmu, ja kažem ostavi mi broj, ja ću je iznenaditi, nemoj da se brineš, neću je Da, ništa neće nema se da- udvarati tak. I onda uzmem telefon. Šta si to u meni našla, moja tužna grlice? I onda to hoće. Da. Овде на Балканов, добро, ај сега да одиме преку барата, што викаат, преку океанот. Во Америка, колку пати имаш настапувано? Преку 2-30? U Americi sam do sad bio 15 puta. Prvi moj odlazak u Ameriku je bio interesantan. Završili smo u zatvoru. Ja i moj kum Miroslav Кај Stolica. отиде у затвор? U zatvoru zato što smo išli na papire turističke, a išli smo tamo da rabotamo i to je vrlo zeznuto. I čak sam im, pazi, u Americi ti sve prolazi osim laži. Ja sam slagao, priznam, da se bavim sasvim drugim poslom, da sam predstavnik Adidasa u Srbiji. Oni su Па многу rekli, јака функција одма. Не можеше нешто молер да си, не знам. Kad je zavirio rukom, izvadio moje CD i one slike. На омот. Oh, you are superstar from your country. Убава Gotovo. работа. Hajde, kaže kada sad, više, vo koji grad? lafe kad je tako. To je bilo u Čikagu, u gradu u kome je moj pokojni deda živio 25 godina. To me negde malo izvuklo, znaš. Oni su rekli, čekaj, polako, tvoj deda? Dobro. Ja, my grandfather, okej. I oni su tamo provjerili i vidjeli su da to ne lažem. Ali im je smetalo što sam onda slagao. I možeš misliti, kad su odlučili da deportuju mene i mog kuma sadašnjeg, А значи нема трте мрте, одма ne, iz назад. Čikaga smo trebali odmah nazad u Evropu. Добро. I sad mi gladni, da mi je nekako bar cigaretu, bilo bi mi lakše, imam osjećaj, tad sam malo pušio. I Ама гладен не се пуши, вика. i gladan i žedan, Oh. razumiješ? I pojavljuje se anđeo jedan u uniformi američke policije. Oh my god, Zelko Samardžić. Željko! Ja, šta je sad? Ja, kaže, imam sve vaše CD-e. Ona je udata za našeg čoveka. Amerikanka. Amerikanka, rodila se u Americi i eto, na svu sreću ona je zamolila svog šefa da ode zajedno i šef i svi da odemo na koncert. Čak imam tamo neke fotografije u toj prostoriji gdje smo mi spavali, taj neki zatvor. I to mi je jedan jedini put i pamtit ću ga dok sam živ. Ја би контакт. Останава контакт со американката нешто? Ne, ostali smo mi, uvijek se poštujemo. Kad god ja imam koncert, evo sad nedavno, to je bilo prošle godine, mislim da je bio negde mart mjesec. Уште те спасува од затвор. Ne, nema potrebe. Што е, Желјко, за тебе добар концерт? Знаеш, бидејќи предпоставувам сите, еве, јас имам чувство некоја емисијата кога е добра од прилика негде 5-6 минута, почнам да знаеш да осеќам Pa, дека ќе evo, биде добро. dobar koncert, Што е evo, добар концерт? kao i ovo ovdje sad u studiju, meni je dobro. Znači, ovo ima dobru najavu. Ама има некој момент онака кога више чувствуваш, аха, ќе биде добра вечер. Znaš kad znam da mi je bilo divno? Ako ne mogu da zaspem ujutro, nema teorije. Znači, taj adrenalin me drži. Ja bih poželeo da svak od mojih kolega ko se bavi muzikom i da doživi taj trenutak. Imaš osjećaj kao da si Pele i kao da si dao na Wembleyu 3 gola odlučujuća, razumiješ? Car, I ceo car. stadion. To je neponovljivo, to se sanja. А I што zbog правиш toga за se речеме živi. во такви моменти? Еве, не ти се спие, си имал концерт, то са бајле што правиш? Акаш по улици или што? Ja odem recimo, dešavalo mi se da završim sa onima što peru ulice, podem u prodavnicu, kupim piva, svi po jednu pivu, ajde živio da se bratko. počastite. Da. I onda oni diraju me, kao ne veruju da sam ja. Pa rekao, Željko, da. Да, Желјко, Sakaš da ti pevam. Што правиш во 6 бајле? Одлично. А пример, сега да одиш со ист репертоар кога одиш на турнеја или не? Пример, еве, сега одиш на турнеја. Дали Хрватска ќе биде исто како Србија, Македонија? Pa ne, evo sad sam recimo saznao da se ovdje jako sluša jedna pesma koju moram da naučim ponovo. Nije za te, Ние зате. lažnoga srebra sjaju kosi. Така е. Така е. А на пример на други места? A na druga mjesta to ne pevam. Ili recimo ima jedna pesma koja je izuzetno popularna u Hrvatskoj. Kao da
malte ne kao da ide hrvatska himna, tako reaguju. Svi sa mnom pevaju, kao jedan. Još sam uvek živ i zdrav, pogled mi je nebo plav. Stari lav. To je jako popularno. A recimo u Srbiji i mogu da je pevam i ne moram. Ne, nekak je vidio sad strašno. ne znam zbog čega je to tako. Možda što je tamo mnogo popularna. Možda. Otkud znam. Možda, vidi. Uglavnom i recimo pesma Stani mi na crtu. Jako popularno. Kada ja sakat? Da, jako popularno u Hrvatskoj. Ja tačno znam pesme koje najviše vole u Тоа Makedoniji. стани ми на црту како песна од Аца Лукас малце ми е. А? Или не? Da, to je, on je na pesma Acida. Оние луѓе кои што ти пишуваат, да речеме тимот твој, имаш еден тим со кој што работиш? Не, мислам дека ги менуваш. Pa znaš kako? Tekstopисти, композитори, Da, аранжери. to je ono standardna ekipa, sa mnom je uvijek moj Sale Đorđević, već dugi niz godina i jako dobro poznam moju prirodu, šta mi prija, šta mi ne prija, kad smo na putovanjima, kad je vreme da malo odmorim, da spavam, kad... А може да се случи некој што не е познат текстописец, композитор или било што, еве, некој дете младо, да речеме од 17 години, да стигне да напише песна Kako за ne? Željko. Kako доаѓа desilo до mi тоа? se, nedavno sam snimio jednu pesmu koja će se, nadam se, dopasti. Onako je, široka je, lepa, u Oliverovskom maniru. Ti moram reći da sam ja jedan od najvećih obožavalaca Olivera Dragovića, da ja jako poštujem to što on radi. Ja mislim da u toj starijoj gardi ne postoji neko ko tako dobro peva i ko tako lepo zna da prenese svoje osjećanja na one koji ga slušaju. Таа тек ќе излезе песна или... Otprilike u tom, recimo, siguran sam u to kad bi je odsvirao i otpeo Oliverovu, da bi on rekao daj meni da ja snimim. Па жива среќа ти што си бил. Може малце да ја чуеме? Би ни ја запал малку? Pitam se da li ljubav ima nešto s nama, odavno nikog nemaš, i ja i ti živiš sama, čekamo, ko da 100 života imamo. Kada te sretnem uvek osmehom se javiš, na sve dileme uvek samo tačku staviš, ti si ta zbog koje živim ja. Оливер Драгојевиќ, дами и господа. Нели? Tako. Браво. Što si tako luda za mnom, šta je tako lepo sa mnom, kad ih pored tebe imam još. Predobra si ti za mene, lošije mi leže žene, možda zato što sam i ja loš. To je nova grlica, to vam obećavam. Опа! Се крчка нешто добро кај Željko ова студио, значи. Evo, nedavno sam snimio jednu baladu od Čede Čvorka, koju sam dugo držao. Колку време? Со I, години? pa možda jedno 15 godina. I samo sam ga okrenuo jedan dan telefonom i rekao mu, ajde dođi do studija da čuješ kako smo uradili. A zaista je mnogo dobro napravljen. Čak i jedan odličan gitarista iz Australije, to je inače gitarista iz benda Briana Adamsa, slučajno se obreo u Beogradu, pa smo ga doveli u studiju, svirao je te dionice. Nadam se da će to biti jako lijepa zadaća svim dobrim gitaristima. Тоа значи дека имаш во фиока такви песни што ти стојат со години? Da. Без да се издадат? Pa sad mislim da imam jedno 40 odličnih pesama, vrhunskih, znači od najboljih autora. Ja tako kad mi se dopadne, kažem, ajde da poslušam, završim oko tih stvari, naklonim se, hvala lepo, pesma je moja. Тебе кога ќе ти се допадне, ја ставаш у фиока и 15 години. Da, ako ne moja, onda bit će nečija kome... Recimo imam par pesama koje mi se mnogo sviđaju, tako bih rado dao Dadi Topiću da ih otpeva. Dado je bio kod mene dole u studiju, zato što čujem njega dok to sam snimao i pevao. Mislim da sam ja to uradio dobro, ali ja sam čovjek koji ne voli dobre pesme. Ja volim odlične pesme, znaš. I mislim da bi Dado odlično to otpevao. Evo, tu je razlika između mene i... Star Volk. Може да ви кажам кај Željko дома што има? Две фиоки има. Едната фиока пишува одлични песни, другата пишува Дадо Топич. Da. Mogu proći. Ne, stvarno, ja njega mnogo volim, on često dođe u moj studio i onako dobri smo prijatelji. Prilikom našeg prvog poznanstva, kad smo razmijenili poruke telefonom, znaš, rekao je, jesi zadovoljan, sve mi se sviđa, kaže, samo ima jedan problem. I ja kažem, koji je problem? Žao mi je što te ranije nisam upoznao. Hvala ti, to mi je kompliment. Сега, ова сакам да ми одговориш искрено. Дали некогаш си седел во кафана и си нарачал песна од Željko Samardžić? Nisam. Никогаш?
Ne sjećam se da sam ja to naručivao, ali mi se dešavalo da uđem u kafanu tog trenutka, niko ne zna da ću ja doći i da tog trenutka ide neka moja pesma. I ja odem, ja inače imam običaj, uvijek se prvo poznajem s muzičarima, gdje god dođem, ovako da bilo gdje i zdravim se s njima i desilo se tako da sam ja samo uzeo mikrofon i nastavio da pevam i to je bilo na opšte zadovoljstvo. Bakšiš lapne ili ne? Ako bude nekog bakšiša, ja to ostavim muzici, naklonim se, to je u svakom poštovanju, a bude. Сега ќе зборуваме за нешто многу интересно, мислам дека баш ќе сакаат да чујат луѓето. Имено ќе збориме за свадбата на Новак Џоковиќ, каде што ти беше музиката. Pa da, imao sam tu čast i zadovoljstvo da tako mlad i uspešan par budu zapravo... Uspешен, мислиш? Izuzetno, mislim, ne postoji uspešniji. I zaista mi je bila čast kad su me pozvali. Prvo što je to bilo, to je moralo da bude pod velom tajni. Da, Ni ja nisam mogao da znam gde idem da pevam. Znači ne знаеш? Ne, moj menadžer Sale Đorđević je samo rekao radimo na jednom mestu, da li želiš da znaš gde ili da ne znaš. Ja sam rekao želim da ne znam. Ajde nek bude i meni iznenađenje i mi smo to držali kao tajnu možda nekih 2-3 dana pre, jer ja sam bio u strahu da ne kažem svojoj deci, svojoj ženi, znaš. I onda bolje da ne znam. Da ne se ne bi izdržao. raščuje da ne nešto. Morao bi se pohvaliti, sigurno bi se pohvaliti, ne bi izdržao. Да бе, доаѓаш дома, ќе свирам негде. Каде? Не е битно. To je... А до кој момент не знаеше? Boga mi, skroz 2 dana pre sam išao tamo kod advokata da potpišem ugovor sa njima da ovo da ono i onda su oni rekli Željko, krajnje je vreme da saznaš, eto ako možeš čuvati tajnu još par dana, rekao ma čuvat ću, lakše mi je par dana nego par mjeseci. I tako da kad smo otišli dole, bend nije ni imao pojma gde idu, rekli smo da idemo da sviramo Milu Đukanoviću premijeru Crnogorskoj. I oni su svi se Каде obukli. беше свадбата? Свети Стефан беше? To je bilo na Svetom Stefanu, to je bilo pretprošle godine. И знаете само Салем, твојот менеджер, ти и никој од I бендот. niko više. I znala je ova organizatorka Noletova, ali oni su to držali kao tajnu. И бендов оди, мисли кај I Мило bend je Ѓукановиќ krenuo, ќе ide свири. Milo Đukanić da svira i konto biće bakšiša. О, лапај. I kad smo im rekli, Sale im u stvari rekao, momci, ipak ćemo ostati ovdje, smo na Svetom Stefanu. To je radost bila. Zaista nam je svima bila čast i veliko zadovoljstvo. Bila je zajedno sa nama i Lena Kovačević, jedno divno žensko biće koje lepo peva, koju zaista uvažavam i poštujem. I šta ti kažem, Nole je recimo, pa jedno 10-ak puta on meni prišao i Željko, mnogo vam hvala što ste došli. Ja sam se potrudio da ostavim jedan lep poklon. Ima jedan čovjek u Kragujevcu koji pravi divne statue karikature. I ja sam poklonio karikaturu Jelena i Nole onako u tom svadbarskom trenutku, ona u beloj. I oduševili su se time i zaista mi je to za pamćenje, za ceo život. Zajedno smo pevali jedan duet koji inače pevamo Ne da ukraden i ja. Ne volite niko kao ja. Znaš tu pesmu? Samo je nebo iznad nas. To je jedna lepa pesma koju vole svi parovi. I onda su oni pevali zajedno sa mnom i prelepo je bilo. Mislim da su talentovani muzički, da imaju sluha. Ноле знае да пее? Da, mislim da znaš, ti kad posmatraš nekog do igra sve, kad igra sve ti jasno. Ako igra kao da zmije gazi, nešto nije u redu. Znaš kako, to je moje iskustvo sa ovako svirki, još dok nisam bio popularan. I kad radimo negdje u nekom prostoru i svi oni koji ne znaju da plešu, oni ovako ispod bine stidno stanu. I on prati muziku. Tak. Ide polako. Malko sa glava. Malo pa krene, brate. Ko da svi... Ja da mu ja čestitam, bravo. A kad vole? А овој што се разбира од музика, како игра? A dobro. To je... Не, To je već, to je već klasika. Која му е милена песна на Новак Џоковиќ? Pa oni svi vole Grlicu, vole 9000, vole... Mislim, sve moje pesme znaju, verovatno, između ostalog i zbog toga su mi izumili, ali su mi, kad smo razgovarali, rekli da im je drago što sam porodičan, jer on želi
takav život u smislu kad je porodica u pitanju. Žene ne juriš. Ja mu kažem treba da ne jurim žene, što je veoma bitna. Mislim, ne jurim sad. Така, да. Možda neću. Кај е бастунот? Слушај, сега Да, sam jurio. и да ги бркаш сега ќе ти побегна 60 години, еј. Da, A? Ej. Брзи се млади, бе. Zato treniram redovno. Шега. Мало одличен си, дај Боже, ја да сум ко тебе. Сега сакам да те замолам да направиме една игра. Ама сега тука ќе треба да си брз во умот, значи спреми се. Ќе кажеш 3 изјави. Една изјава е вистина, 2 се лага, ама измешај ги. Значи, не можеш да почнеш со вистина, како сакаш. Desilo se jednom prilikom da sam vozio svoj tada Volkswagen, Bubu, koji je bio 1303S, tako se sjećam Dobro. da I se što se tako slučilo? pisao. I išao sam jednim pravcem i ugledao sam iznenada kako meteor pada. Ти не мораш ептен да им Ja sam образложиш, zaboravio кажи само, после ќе zaboravio sam кажувам. na taj meteor i jednostavno prevrnuo sam se sa tom bubom se jedno trkalaš. 7-8 puta, 200 na sat Тоа е едно. sam išao. Втора изјава? Vozio sam veliki prekookeanski brod, Добро. što volim brodove. Знам, ќе зборуваме за тоа. И трета? Klizao sam se na onim klizaljkama, znaš, one Da, što da. ima, da. Klizao Sliču sam gi. se i sat vremena nisam prestajao. Кој мисля дека вистината е број 1? Слава. Бубата никој не мисли. Двајца, тројца. Buba! Кој Buba мисли ma- дека преку океански брод возел? Добро е, завидно, окей. И кој мисли дека се качил на сличуги човекот? Па највише тоа мислат. И да видиме, Бозо, дај ми драм ролче. Вистинската изјава е... Vozio sam prekookeanski brod. Уште има? Da, to je istina. Поиш има истина? Па да. Абе, една требаше само. A ja sam 3 stavio. Сите овие 3 се вистина. Aha. Ajde. Ajde da slažemo da sam vozio bubu. Тамане ова. Ај сега едно по едно да си кажеш. Како се тркалаше со бубата? Ne znam da lažem. Се гледа. Ne. А како Имала- успеа да се истркалаш? имала добро. Што направи? Jednostavno, gledao sam meteor kako pada. I blenuo sam kao tele u taj meteor i gotovo. 7 puta sam se okrenuo. Imao sam tu neku ludu sreću, Bog me sačuvao Pa i meteorom rekao, te čuvao. Željko, ostaće živ, kad ti bude 40 godina, snimit ćeš, sipajte mi još jedan viski i sve će krenuti u korist tvoje sreće. Значи, сериозна работа било. Ozbiljno. Имаме едни слики, еве сега ќе ни ги најдат од режија. Овие слики излегоа во Курир, да. Значи, што е работа сега тука? Акробации правиш нешто? Ovo je jedan plažni bar koji se zove Premijer i on se nalazi dole u Dobroti. A iza mene je jedan moj prijatelj koji je inače vlasnik tog plažnog bara. Zove se Тоа Banja. е позади господинот. Svirali smo, pevali gore na brodu i jednostavno smo se spotakli. И ти малце се напи. Pa jesam, nije malce. Bilo je 1 litar belog vina. Viš, brada je tu sve. Ono, mislim, Абе, како Ернест ko Хемингуей си. Da, bravo. uzeo Нели? si mi da. Ali je sve potonulo. Дали некојаш би влегол во реално шоу, некоја фарма, парови? Jel mene vidiš tamo? Абе, не знам, за пари, за многу пари. Ja. Ne postoji, znači nema te cene za koju bi ja to uradio. Сигурно, а? Ne. Pa ovo mjesto da je vreme, evo ovako, mladih, lepih muzičara koji divno sviraju, ovo je vreme realitija, to je Да, да, да. Значи не ги сакаш баш. Ja ne bi nikad, ja mogu poželiti svakom sreću, kogod želi, izvoli to, ja lično ne bi nikad, ne znam šta bi bio razlog. Не би посоветувал ни за популарност, например, еве Кристијан Голубовиќ што толку години е популарен, ја мислам сега е најпопуларен во живот. Да, Ради да. тие фарма или кај беше. Pa dobro, mislim, on je čovjek koji živi jedan poseban život, on je verovatno navikao više s one strane nego s ove strane. I mislim, svi imamo svoje puteve. Moj put je u nekom drugom smeru. Го знаеш него лично? Poznajem sve i bivše i sadašnje. Ti zalepil Kristijan nekogaš iz tog para na vremena. čelo? Ne, nisam, uvek su me uvažavali, poštovali, možda i radi mojih godina, a i zbog repertoara koji sam imao. Ali sam recimo
poznao sve iz onog vremena 90-ih, Ovi opasni momci što opasnih momaka i svi su baš imali određeno poštovanje prema meni, ne naravno strahopoštovanje, ali su me poštovali kao neko ko se ozbiljno bavi ovim poslom i ko je uvek bio u prilici da udovolji njihovim željama i mogu reći samo da su to izuzetno galantni momci. Kad oni imaju novaca, onda ima svak. Zaista su. Tako ih A dobro, imamo пример, кога сеќање. гледаш, сега ќе те вратам малце порано, Да. уште кога не си бил ни до толку популарен, Да. да речеме. Гледаш сега дека има некои такви момци во публика. Да. И на кој начин се носиш со тоа, пример, ако дојдат да ти изволјеваат ваква песна, таква песна, имаш си имал некоја тактика? Znaš kako, ja sam uvek bio izuzetno obazriv, pažljiv i recimo dešavalo mi se da ih pitam za neki savet. Аха. A Ги to, уважиш. to je u trenutku izuzetno dobra stvar za njihovu psihu. I mislim da mi je uvek polazilo za rukom da im skrenem pažnju na sebe u nekom pozitivnom smislu. I to se uvek završavalo na najbolji mogući način, nekad malo i ovako. А така и они што прават? Одмah. Treniraš redovno. Svaka čast. Па. Слушай, ти би бил добар консељер во мафија. Da. еј. Ti? Знаеш како во Кум Роберт Дувал? Ili recimo neki Frank Sinatra koji je bio... Оу, ти би бил супер Френк Да. Синатра. Ali nek su im sretni puti gospodnji i svaki ide Ко сме кај Синатра, na svoju Вегас си stranu. бил, Željko? Naravno. Desilo mi se da napravim od $5, Dobro. $5.000 i da sve izgubim Како бе? i nikad u životu nisam А на што, на автомат или на na блекчек тоа? automate, dok su ovi obilazili neke tamo one što je, daj ga gondole i to stavi. ja rekao daj malo da sednem. Znaš, kad promeniš ovo vreme, dan, noć, papara i ne bi preporučio nikad nikom u životu jer to je, И јас исто. to Да. upropaštava sve familije. Ја наискрено не ги ни разбирам луѓе што се коцкат. Не го гледам поривот, ама па, знаеш, да не збориме од кај да знаеме. Kaže baba, vidi što sede na betonu i uzimaju drogu. Baba kaže, nemoj slučajno da ste više sedeli na tom betonu. Da se ne prehladite. Како лажат политичарите? U oktobru, bit će u novembru. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидрозим Т, адитивот за зимско бетонирање на Адинг. Бетонирајте на минус 20 степени и продолжете си ја градежната сезона исто како да сте во Русија или Казахстан. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидрозим Т. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате го вашиот матичен мајстор или инженер. Уште малку имаме до крај, убаво си помина? Da, bilo mi je divno. Тоа ми се допаѓа. Вие сите да не забравате и во публика, и вие дома што сте, дека 13 февруари е датумот кога Желјко го прави големиот негов концерт во сала Борис Трајковски. Така да обезбедете си карти и бидете на концертот на Желјко Самарџич. А можеме да најавиме дека има и специјален гостин на концертот. Твој гостин ќе биде Наум Петровски. Tako je. Така е. A na ova Petrovskog vole svi i mladi i stariji. I to će biti pun pogodak za taj koncert. Супер ќе биде. Плюс тоа е тука ден на влюбени после 14-ти. Така како му доаѓа? Mora da bude sve u ljubavi, tako smo rekli. Абе, Ćao. прекрасно. Прекрасно. Нема подобра комбинација. Желјко Самарџич, Наум Петровски, ден на влюбени. Тоа вие го мислите. Тоа вие. За крај, имаме една мала игра што се вика светло-темно. Јас ќе ти дадам град, а ти кажи дали сега таму, значи овде е 20 часот, дали сега таму е светло или е темно. Значи, дали е светло или темно во Сан Антонио? Pa svetlo. Сигурен си финален одговор? Pa mislim da da.
Таму е минус 8 часови, значи светло и тоа како бе, Жиljко бе, светски патник. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Мораш да ни се пазиш за концертот, токму затоа мора витамини, витамини од витаминка и Good Nature, најубавите чајови, да те држат како што треба. Жеljko Самрđić беше ова во 1 на 1, дами и господа. Žane, hvala ti još jedan put. Bio si divan na visokom nivou. Nema mi druge nego da se svaki dan sve više hvalim sa tobom. Svaka čast.